Се одбележува недела на глауком. Наш гостин денеска, доцент доктор Ирина Богданова, специјалист офталмолог од Универзитетската клиника за очни болести во Скопје. Со неја ќе разговараме повеќе за тоа како се одбележува неделата, но и што е глаукомот, на што треба најмногу да внимаваме, кои се симптомите и така натаму. За се на што работите на Универзитетската клиника за очни болести. Добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите. Може да започнеме со тоа дека вие вчера официјално го одбележавте стартот на неделата на глауком. Како ќе одбележите оваа цела недела? Од вчера започна неделата на глауком, која што трае до недела од 11 до 17 март. Вчера ја започнавме неделата со тоа што се одржа една голема акција за бесплатно мерење на очен притисок на централното градско подрачје, на плоштад Македонија. Вчера се измерен очен притисок на преку 280 граѓани, случајни минувачи, да кажам, на плоштадот, кои што беа заинтересирани да им се измери нивниот очен притисок, со тоа што беа поделени исто така во исто време и информативни флаери околу заболувањето, што представува глаукомот, колку треба често да посетуваат офталмолог, доколку не боледуваат, колку често треба, доколку боледуваат и така натаму. Ова го направивме со цел, бидејќи за глаукомот како заболување е најбитен елемент раната детекција. Колку порано диагностициран глауком ќе има подобра прогноза самото заболување. Што значи тоа рана детекција? Рана детекција значи да доколку има некој очен притисок се утврди уште на почеток пред да започне оштетувањето на нервот. Колку подоцна откриен глауком, оштетувањето на нервот ќе биде многу поголемо и знаеме дека нервното ткиво не се обновува, така да тоа ќе остане, кон слепило ќе води еден вид, така да од денеска па понатаму исто така во чест на светската недела на глауком, акцијата продолжува и во други градови во Македонија. Вие ќе одите како доктори? Не, колегите од другите градови ќе организираат, но секако во подсредство на подводство на кабинетот за глауком од клиниката за очни болести. Постои ли некаква временска рамка од откривањето на очниот притисок па до сериозните последици кои што може да доведат до оштетување на видот? Колку фреквентно треба луѓето да посетуваат офталмолог и да го мерат очниот притисок? Тоа ми беше изборот, доколку се открие очниот притисок. Ако е по добра терапија, ако е добро воден глаукомот и така натаму, може да нема никакви оштетувања до крајот на животот. Затоа се потребни редовни прегледи, на почетокот, доколку притисокот варира, доколку ја утврдуваме која терапија, како што, ги правиме прегледите почесто. Ги правиме дури на 2 недели, на месец дена, контролите кај пациентите кај што ќе диагностицираме глауком, но потоа веќе на 6 месеци е сосема доволно кај пациенти кои што боледуваат од глауком, на 6 месеци да се прават контроли на очниот притисок. Сега, имаме многу граѓани кои што дури вчера, да кажам, кај голем дел од граѓаните, сега јас не кажав дека утврдивме дека имаат глауком, но констатиравме дека притисокот е над горна граница. Тие веќе им беше сугерирано да се упатат кон натамошни исследувања, во некои од офталмолошките ординации, амбуланти и така натаму, со цел да се види да случајно не боледуваат од оваа болест. Кои се причинителите на? Ајде прво да измериме. Сакате да ви видиме, да. Денеска докторката ни дојде подготвена, колегите ќе ни помогнат, тоа е апаратчето. Токму така, со помош на воздушно. Сакате јас прва да не се плашите вие, зашто гледам исплашени сте двајцата. Ајде, ние жените, нема проблем, похрабри. Ајде, докторката да си. Да стојам или да седам? Мислам дека е подобро да седнете, со тоа што... Колеги, помогнете да може да се долови како се мери очниот притисок. Да, токму така, се поставува над... Само право ќе си гледате. Многу е битно да не се трепка. Се обидувам. Додека дамите мерат, да кажеме само дека глаукомот или мрежата е прогресивна болест, оптикопатија со оштетување на очниот нерв. Со повеќе мерење. Да, која води до постепено намалување на видот. Во САД, например, глаукомот е
Втората Отворено. најважна форма на иреверзибилно слепило кое зафаќа повеќе од 1,5 милиони поединци и предизвикува слепило кое повеќе од 150.000 случаи. Во принцип тоа е водечката причина за Ајде уште еднаш. Значи, Иреверзибилно слепило. Може сега кој е следен, ајде. Треба да бидам седната или? па, Може и добро е, да. Добро. После ќе ни каже Право, докторката гледат. дали сме добри. Отворени двете очи и право. Да. Или ќе направите сите како беше докторка на исследување. Да, Понатамаш. понатамошно. 19,9. 19,9. Добро. Значи се прават по неколку мерења. Да. 19,9. Што Тоа, покажува, да? значи до 20 со ова воздушно мерење се смета дека очниот притисок е во граници на нормала. Може и Бранко. Но треба да се има- следи пред тоа. Така, после ќе прашам и за годините како е. Ајде Бранко, ајде. Ништо страшно сега. Ајде да видиме процедурата. Така? Значи право само ќе се гледате. Што е важно, докторка, да велите неколку пати право, треба да соработува пациентот да Да, само така, 15,5, 16,1, 15,7, 15,4, така. Сега повторно идеме друго толку. ќе заклучиме дека годините не му можат ништо. Да, Најдобри дефинитивно има Најдобри најнизок резултати. ночен притисок, 15,7, 17,4, така. Од ова што Значи, го видовте да. сега, например, од нашиве резултати, следствено прашањето е кој од нас тројца прв треба да се пријави на Очигледно офталмолог јас. за да се следи. Да, значи од кои се притисокот тие што се граници. измери, Јована излезе дека има највисок очен притисок. Да, мислам највисок. Најмалите секогаш ги прават проблеми. Знаете како е тоа. Не сум тука Сега, најмал. да, Не сум сега најмал. не можам да утврдам нормално дека боледува од глауком, иако е малку на горна граница притисокот, но сепак ќе се направат одредени... Сега, што значи тоа? Кај некој ако се утврди вака повисок очен притисок, што значат тие испитувања понатаму? Тие испитувања значат дека треба да се јави во амбулантата со тоа што ќе се направат други исследувања, најчесто се прават на нервот, значи се прави компјутерско снимање, компјутерска томографија на нервот, понатаму се прави видно поле и така натаму, значи постојат една група цел склоп на испитувања со цел да се докаже или да се отфрли ова заболување, дали постои или не постои. Оно што сакам исто така да го споменам, да го искористам вашето присуство тука, поради тоа што вие бевте првата која што направивте еден таков зафат. Така. Ставивте стент во око на Универзитетската клиника за очни болести. Тоа беше навистина една револуција која што се случи. Се следи ли пациентот? Како е по ставање на стент во око? Дали потоа ставивте на некој друг пациент? Така. Да, јас ја започнав прва микрохирургијата на глауком, која што е сега многу, да кажам, во светот модерна и популарна за хируршки третман на ова заболување. Морам да признам дека се уште се работи стандардната метода, која што е трабекулектомија, нели класична операција со шиење и така натаму. Стентот е микрохирургија, на многу полесен начин се изведува и во принцип имаме многу добри резултати, нели, кај пациентите, со тоа што сега ние во план да воведем уште еден стент за микрохирургија на глауком, но сепак морам да признам дека хирургијата на глауком ја користиме како последна линија за лекување на ова заболување. Значи секогаш ние докторите и во кабинетот на глауком гледаме да доколку ова заболување може да се третира конзервативно, значи со помош на капки, на лекови и така натаму, да еден подолг период се додека е под контрола за заболувањето, да пациентот се третира конзервативно со капки, па дури може и до крајот на животот. Значи, ако е контролиран со терапија, односно со капки, очниот притисок нема да има потреба од хирургија или од операција. А кога сме веќе кај хирургија и операција, знам дека речи си немате слободен ден без операција, што значи тоа за нас тука во Македонија, за нашите стандарди, потребата од вакви операции, долгите листи на чекања, капацитетите. Да, морам да признам дека научната клиника секој дневно се изведуваат преку 30 до 40 оперативни зафади.
Мислам, ова е една огромна бројка на операции, бидејќи оперативните зафати во принцип во офталмологијата траат доста кратко. Значи, некаде 10 до 15 минути трае оперативниот зафат. А и сега покрај глаукомот јас се работам и катарактата, значи хирургијата на катаракта, и се случува да сработам од 10 до 12 операции на катаракта во денот, со тоа што таа е пофреквентна, нели, хирургија, додека глаукомот среќа немаат толку потреба од хируршки зафат кога веќе ќе се стави под контрола конзервативно со капки, така да, пардон, 1 до 2 операции неделно се случуваат за глауком, има потреба. Значи, но секојдневно тоа се и од други колеги и така натаму преку 30 операции на ден имаме на клиниката за очни болести. Може ли да издржиме ли капацитет? Да, тоа ми беше прашање. Секако дека има, сега не е лесно и за нас има и кадар, има млад кадар. Јас морам да ја пофалам клиниката, бидејќи има се повеќе помлад кадар кој што и ве се едуцирал, млади специјалисти и така натаму, кои што се заинтересираат и имаат амбиции околу хирургијата, се трудат и мислам дека ќе се покрие голем дел од населението околу оперативните зафати. Со оглед на тоа дека ви имате и студенти под вас. Да. Прашањето е да имаме ли млад кадар кој ќе ве наследи, сепак знаеме да се пошегуваме дека сте последните мохиканци кои што издржаа на клиника. Да. Токму така, мислам, не е лесно на вистина со навалицата на пациенти знаат сите што се случува во клиничкиот центар, мислам секојдневно, кои што имале контакти, кои што дошле, практично 70% од граѓаните на Република Северна Македонија се доаѓаат и го посетуваат клиничкиот центар, а сите се уште владе тоа дека веруваат во оваа терцијарна, мислам и со право, оваа терцијарна здравствена заштита. И така нека остане. И така нека остане, но проблемот е бидејќи ги скокаат и примарна и секундарна и веднаш доаѓаат на клиника за било каква потреба. Значи сами се одлучуваат, дури немаат ни упати и така натаму да побараат помошта на терцијарна здравствена заштита, иако некогаш и нема потреба од овој тип на здравство. И тука е можеби причините за толку гужва, хаос, да. Но еве, успеваме, се снаоѓаме, некако ги менаџираме сите работи, и прегледи, и операции и така натаму. Успешна недела ви посакувам. Ви благодарам. Подигнете ја свеста за значењето, кажавте дека е вториот причинител за слепило, за глаукомот, и подигнете ја свеста и кај помладата популација, да, веќе очигледно дека не постои граница во години. Не постои, дури е поместена границата. Значи, морам да признам, јас изненадив и таа работната група, што е од 40 до 50 години, се почесто се диагностицира глауком. Ке прашаш уште нешто или во таа група си мислев нешто ке реплицираш? Јована исцрпи се што требаше да се праша, иако прашањата нели никогаш немаат крај. Така, Ви благодариме. Докторка, благодарам, секогаш доаѓате со иновативни и некои новини од областа која што ја работите. Така се надевам дека ќе продолжиме во иднина. И дека повторно ќе ни дојдете. Секако благодарам на поканата. Секогаш ми е пријатно кога ќе дојдам кај вас. Со некој друг инструмент имаме голем простор, имаме тука мотоцикли носевме, автомобили ќе носиме и така натаму. Доктор Богданова, ако треба и скалпел од сала ќе дојдам. Го завршиме во контекст на следната тема и прашањето денес се одбележува и светскиот ден за подигнување на свеста за насилството врз лекарите и здравствените работници. Колку се соочувате со предизвици од нервозни пациенти? Еве да упатиме апел дека едноставно не треба такво однесување кон докторите. Многу добро и многу осетливо прашање. Значи, тоа не е секојдневие, морам да признам, во вакви институции. Да, јас признавам стресот, нервозата е голема и дека е дошол во таа институција за тоа што му е убаво и за тоа што сака да ја посети институцијата, секој дошол со мака, што има, но сепак еден апел до граѓаните и до пациентите да бидат малку потрпеливи, бидејќи нам не ни е лесно секој ден во 8 часот кога ќе стапнеме во таа институција и во исто време да им помогнеме на сите. Значи некој мора да биде прв, некој му ќе биде втор, некој ќе биде последен. Значи мора да се почека, да се биде трпелив, а помошта секогаш е пружена. Мислам. Да, ви благодарам за разговорот.